Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, а емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: дали странски служби ја растурат дуи. После ова афера со Телекомот, Али Ахмети излезе и рече странски служби ја растурат дуи. Странска институција дефинитивно е, но не се служби, значи документи се излезени од страна на одбраната пред се на тројцата унгарци кои што се обвинети во Њујорк, значи тројцата поранешни директори на Маѓар Телеком кои што потплатувале македонски политичари од врвот на власта и на СДСМ и на ДУИ за да си го продолжат монополот во Македонија и да продолжат да наплатуваат прекумерни сметки за телефон из интернет, мобилна телефонија из интернет од македонските граѓани. И убава сума на пари дале. Па, добро, доста плателе, многу повеќе изнара. Значи треба да го парафразираме Али Ахмети, странски служби не ја растурат, туку ја финансираат дуи. Така, бомбона бизнес си направила, и едниве и другиве во случаев. Но фактички документите излагуваат практично од одбраната. Одбраната е таа која што кажа дека всушност унгарската компанија Маѓар Телеком не корумпирала во Македонија, него нивната одбрана ние бевме рекетирани. Нас Бучковски и Дуи, односно лицето АА и МДЖ, нели како што и да како црна хроника на вечер пред 15 години, нели со вечер и се објавени документи оригинално. Да, нели се како со иницијали дадени. Да, пријателите од Титова се наведени. Значи тие дојдоа и не рекетираа. Господине Фези, дали постои сценарио директно да се удира на митот на Али Ахмети? Не би рекол. Ама дека има такви тенденции, мислам, дека има такво расположение кај албанската публика, албанскиот електорат во Македонија, тоа е точно. Видете, јас по потекло сум од Куманово пред некое време, известно време. Токму поради незадоволството у Куманово диво населе, луѓето после зборувам за инцидентот у Куманово, конфликтот, луѓето пред некое време излегоа, протестира, унапред има сознание дека ќе дојде Али Ахмети. Протестира против човекот кој го гласа пред некое известно време. Значи има такви тенденции заради незадоволството кон Дуи. Тука правиме мала пауза за реклами, останете со нас и се враќаме веднаш после рекламите. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh,
Nyko German Lemonade. Што беше причината Али Ахмети да крикни странски служби и растура дуи? Тоа нон-пейпер, почитани гледачи, кај што јасно стои, или кај што американците дошле до одредени сознание во кој јасно стои дека, како што пишува на нашите пријатели од Тетово, треба да им се платат 5 милиони евра. За 5 милиони евра мајка и сестра се продава во Република Македонија, а за 5 милиони евра одредена политичка партија може да сврти лево или десно, како што ќе кажат. И имате документ кај што се гледа. Кај што се спомнат пријателите од Тетово. Точно да, тоа е документ кој што први е заведен како доказен материјал од вечер, бидејќи објавен во вечер во 2008 година, каде што се вели дека 2,5 милиони евра ќе земат СДСМ, а 5 милиони евра ќе земат пријателите од Тетово, АА и МГ, односно МДЖ. Па дури поранешен шеф на ДБК господин Богоевски, нели кој лежеше затвор за одредени други дела, призна дека тој бил тој што ги носел парите. И ако нели се вратиме малце назад, тој исто Богоевски велеше дека во соработка со службите растурал ПДП, бидејќи ПДП била премокна партија и сакале да ја демократизираат албанската политичка сцена. Сега истиот тој Богоевски не ја растура дуи, туку и носи пари. На 2 или 3 наврати, тие 5 милиони евра, како што вели, земајќи ги од Кондаминас, ги носи кај АА и МДЖ. Односно вели дека ги носи кај ВБ Вели, ако добре разбрав, кој што за кого вели дека во тоа време, нели, основачот на Алсат телевизија, за кого вели дека бил главниот финансиер на ДУИ во тоа време и дека Джемали Мехази, министерот за транспорт и врски, кој што фактички по службена должност требал да учествува во афера Телеком, како министар, ресорен министар, дека му бил внук нешто на основачот на Алсат телевизија и дека преку него се финансирала ДУИ, нели, преку него овие 5 милиони евра, ако се, нели, само тие пари, дошле во џебовите на Али Ахмети и на неговата партија и тоа пред избори 2006. Јасно дека нели целата афера е правена за да се финансираат СДСМ и ДУИ пред избори. Некои, ајде рече, партиски сајнтерски информации вела дека и 2006, подосна и некаде 2011 година, токму во канцеларијата на човекот кој го споменувате, биле одржувани тие тајни средби на ДУИ на СДСМ, па дури и 2011 година има таква средба кај што е некој начелен договор, една средба има Ѓоргиевски Црвенковски Вајден телевизија, значи на 2 дена пред изборите, а средба Црвенковски Али Ахмети има во канцеларите на веќе почина човекот, да не му го спомнам нели името, кај што е направен договор дека ако разликата е 6 пратеника, разлика ВМРО СДСМ, дека тие заедно со СДСМ ќе формираат влада. Значи таа врска си постои. Се викаше Guns N' Roses коалиција, сега може да биде Телеком коалиција по нова. Значи се удира на две точки. Кој во изминатите 14 години, некаде од 2001 година па до сега 2015 година, значи 14 години Али Ахмети е некрунисан лидер на албанците во Македонија. Две точки се битни за Али Ахмети. Честноста и дека бил главен командант на војната 2001 година. По двете точки се пука сега против Али Ахмети. Се вади она афера со Телекомот, кај што се кажува дека 5 милиони, колку е точно ќе си покаже страгата, нели? Ние само факти нотираме. Се дадени каса прими во ДУИ, значи во Тетово, одел човек кој ги пренесувал парите, и второто се вади и се прави партија на Гзимо Стрени, кој беше десна рака на Али Ахмети и начелник на генералштабот на УЧК. Значи по двете точки се пука по Али Ахмети. Честност и голем командант на војната 2001. Да. Ако се докаже, например, збориме за аферата на Телеком, Маđar Телеком, па има и друга една афера, имаше у наш вестник, објавиме информација за проневера на 20 милиони евра. Ако се докаже, у првиот случај, зборам за Маđar Телеком, ако се докаже дека Али Ахмети и Муса Џафери зеле толку средства, толку пари за таа работа, каде останува честноста на Али Ахмети? И второто е ова што е со Гзимо Стрени дека е командант. Полека ореолот на победник 2001 година му се зима. Затоа ја прашам дали има сценарио во целата оваа ситуација, дали некој свесно сака да го пушти можеби Али низ вода. Дефинитивно можеби, јас немам такви сознани информации, дефинитивно дека има големо незадоволство, зборам за кругови на интелектуалци и политички кругови, зборам за у Албанија, за у Приштина, еве да бидам уште поискрен, јас бев и семејството на покојниот командант Мирсад. На Дрецеј. Да, они се многу лути.
Али Ахмети нема отидено у Косово после инцидентот у Куманово. За незадоволство големо има и у Тирана и у Приштина, како што има и у Македонија. Владо Пивоваров фигурираше како еден од можните кандидати на СДСМ да биде технички министар за внатрешни работи во широката влада која треба да се формира како резултат за излет од сегашната политичка криза. Некаде периодот 2004-2005 година беше шеф на војното разузнавање во периодот кога министар за одбрана во Република Македонија Владо Бучковски подоцна станал премиер на македонската влада, или тоа воено разузнавање во Македонија е наследник или наследничка на таа структура КОС која беше и функционираше во рамки на поранешна СФР Југославија. Меѓутоа ние да видиме како функционирале КОС и УДБА и колку нивните наследнички во Македонија денес се мокни на македонската политичка сцена. Али Ахмети вели странски служби ја растурат ДУИ. Што интерес, на пример, би имале странски служби да растурат една партија, еве да и таа ДУИ е една од клучните партии у коалицијата? Значи, многу често во нашето поднебје, особено задниве неколку години или во периодот на последнава година-две, политичарите секојаш за многу работи се повикуваат на влијание на странски разузнавачки служби. Значи, ние мора да разграничиме една работа. Странскиве разузнавачки служби имаат своји цели и задачи. Целите и задачи на странскиве разузнавачки служби, колку што мене ми е познато, барем во овој регион, апсолутно никогаш не била таа намена за која вие зборувате за господинот Ахмети, која е навел дека странските служби се виновни за таквото нешто. Бидејќи секогаш постоеше, нели, или се спекулираше или се анализираше дека всушност партијата ДУИ е наследничка на УЧК и е формирана од НАТО структурите. Сега како може партија која е формирана во наводници од НАТО структурите да биде предмет на обсервација на странски служби? Апсолутно тоа е неизводливо и ова се ваши предпоставки дали е тоа така. Да имаше помош во тоа време за одредени структури во регионот, да, имаше помош, меѓутоа да тие се директно инволвираат во формирање странски служби, како вие што велите, апсолутно е неточно, тоа е политика на големите играчи на геостратешката сцена. Значи, тие имаат многу начини, многу форми, многу методи да ги завршат своите цели и задачи кои ги запишале во нивната агенда, а странските разузнавачки служби се само тие кои прибираат информации, кои се од безбедносен интерес, дали се работи за некоја меѓународна организација како што е НАТО, бидејќи знаете има стационирани големи воени сили во овој дел, никој не сака на крај војник да му се врати нели во сандак, и апсолутно тие вршат само својата професионална работа. Разузнавачки служби не влегуваат во формирање на политички партии. Не знам од каде во нашиот простор многу често се повикуваме токму на оваа агенда. Тие информации и тие анализи, тие шпекулации доаѓаат од ваши колеги, знаете. Ние не сме ги измислили како новинари, вие бевте шеф на воено разузнавање во еден временски период. Всушност, военото разузнавање во македонски услови е наследничка на поранешен КОС. Таа намокна контра разузнавачка служба на поранешна ЈЕНА. Значи секој се шпекулираше дека КОС учествувал во формирање на одредени политички партии. Тие шпекулации ги има пуштено и Богоевски, и Павле Трајанов, значи луѓе кои се од вашата фела, не од мојата фела. фела. Јас до сега за ова вие што го зборувате никаде не видов никаков доказ, бидејќи имав можност да влезам во некој досие, да читам повеќе, да се посветам на нивната работа. Сте читали некој досие? Ама не конкретно досие, него конкретен безбедносен проблем кој бил во тоа време. Ибар Мама, Војко Истрелец, сте читале нешто? Значи тоа е во периодот кога јас се уште не сум бил во службите, значи кога почнува мојата кариера некаде 84 година кога дипломирав на факултетот за безбедност. Значи за таквата работа, она што беше во јавноста. Не ви интересирало у сукцесија да ви ги оставиле, да речеме, Ибар Мама, Војко Истрелец? Ама ја тоа многу пати го кажав, ниту една разузнавачка служба се ќе направи да го заштити својот соработник. И погрешно е мислењето во Македонија дека, ама апсолутно, еднаш за секојаш го штити, а особено оние кои се топ соработници, апсолутно се под заштита целиот живот, па дури и нивните семејства. Ако странски, во конкретниот случај домашни служби, работеа на растурање на тогаш мокната или најмокната албанска партија ПДП, тоа е периодот 94-95 година, а за тоа се фалат не само Павле Трајанов, туку и Слободан Богоевски, кој тогаш беше шеф на македонската ДБК, и Љубомир Фрчковски, кој беше министер за внатрешни работи. Значи, ако тогашните домашни служби, а сега можеби странски служби, работеле на некаков начин на разнебитување на ПДП, зошто тоа сега да не го прават со ДУИ? Дали е тогаш возможно, врз база на тие индикации, сознание за случај паравојска, за можно формирање или рида, да има одлука на државниот врв, да се лезе во процес, ајде да речеме, на слабење на партијата ПДП? Тие активности започна кога
беше прогласена или Рида и тогаш имаше активност и стратешка, речеме, цел беше да и во албанскиот збораме сега комплекс етникум да има плурализам. И тога започна тие процеси, тој процес на поделба на ПДП, мислам дека меѓу другите, веројатно и политичката елита, но и службата за државна безбедност на еден или друг начин се меша. Беше вклучена. Да, беше вмешана. Тие операции, кои јас ги нарекувам пара на рака, мара за рака или каса прими операции, се прават од одредени црни пари. Затоа тука секогаш голема улогата на службите, тие црни пари се прават на најразлични начини, во најголем дел случаи преку одредени недозволени тргови како што се со цигари, алкохол, дрога и слични некои активности, можеби и оружје, и тие пари подоцна ги користат службите за корумпирање или за финансирање на одредени политички партии или проекти кои треба да работат така како што ќе им кажат службите. Тоа е случај и во сегашната ситуација, кога такви пари, како што се спомна 5 милиони евра, завршиле на одредени адреси во Тетово. Што им стои на располагање на службите за да може да растурат една партија? Пари, луѓе? Значи, вака, вие веќе ми кажувате завршена теза. Значи, службите нити се мешаат, нити растураат, нити создаваат партии. Меѓутоа, тие може да бидат добра логистика во даден период, зборуваме за странски служби кои имаат интерес во конкретната држава. Со колку пари во македонски услови една служба странска може да растури една домашна партија? Емо чекај, вие кажувате завршена теза. Не прашам само. Значи, тоа е предпоставката за која вие тврдите, меѓутоа ја ќе ви кажам дека странскиве интереси во Република Македонија се само да имаме една демократија, да имаме мир и да има ова држава напредок и владење на правото. Сигурни сте дека се тоа странските интереси? Апсолутно. Пред 5 или пред 6 години, условно речено, во време на тој мој прв мандат или прво емитување од 2005-2011 година, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија, ми имавме една емисија која беше поврзана со посетата на Дора Бокојани, која тогаш беше доста шокантна, не само за нас, туку и за Србите и за Белград и за целиот регион. Бокојани, која тогаш беше министерка за надворешни работи на Република Грција, имаше една шокантна посета на Приштина и средба со Хашим Тачи. Тогаш имав направено анализа и своја емисија политичка во која го обработов прашањето дали преку Приштина треба да се врши влијание на Али Ахмети и на Дуи, кој тогаш беа многу моќен партнер во владата на Никола Груевски, и преку нив да се ослабува македонската позиција, не само во однос на преговорите за името, туку и во однос на македонската позиција, во однос на идните политички разврски во Македонија и во регионот. Дали тоа и денес се повторува? Печи, што мислите? Што ја одговара повеќе на Грција? Целосно, независно Косово или поделено Косово? Ја мислим да, ја не знам што е истинити интерес Грчке, у томе треба да питате Грчку. Бидејќи ако Косово поделено, тогаш Грција нормално дека ќе очекува дека може да биде поделена Македонија. Во тој случај, тогаш ќе станува ирелевантен проблемот со името помеѓу Македонија и Грција. Ја разумем комплексност ови ствари овде, али клjuč Балкана, стабилизација Балкана тој е у Македонија. Македонија сад е клjuč стабилност или нестабилност и Балкана. Господине Маличи, што можеше да му понуди Дора Бокојани на Хашим Тачи? Хашим Тачи не можеше да одби, односно што му понуди на таа средба пред 10-15 дена тука во Приштина, шефот на грчката дипломатија на шефот на косовската влада? Па, не верувам да се били упитани некакви тајни договори. Јас сум се распитao и нисам нашол нити еден, како би рекол, елемент за некакве, што ја знам, велике договори. Да, меѓутоа, прв пат во последните 15 или 20 години, една средба, официјална или неофицијална, помеѓу грчки и косовски политичари, имаше средба помеѓу Ибрахим Ругова и Мицотакис, некаде 92-93 година во Атина, која беше неофицијална средба. Ова е прва официјална средба која може да се каже дека поминала во пријателски тон. И тука во Косово, кога денес разговарам со луѓето кои присуствувале на тие средби помеѓу Хашим Тачи и Дора Бокојани, сите велат дека тоа било многу пријателска, значи најблаго речено многу пријателска средба. Еден ден после таа средба Хашим Тачи ненадојно доаѓа во пријателска приватна посета на Македонија, се среќа со Али Ахмети. Зарем не ви мириса нешто тука, зарем не ви остава простор за сомнеш? Yes, we are surprised because this attitude was never in the past, but I think obviously Greece is not so happy anymore with its image of
a bit of a primitive EU country. Меѓутоа Слободан Богоевски на времето не негираше дека имал комуникација и контакти со овие луѓе од ДУИ сега што се нели во диаспората кои работеле, кои функционира во Швајцарија. Сега гледаме од овие пари што ги земат они Швајцарија не учеле за автолакери кој што викаше Љубе Бошковски, туку за некои банкари кои каса на рака, пара на рака, што се вели, каса прима варијанта. И сега Богоевски то не окриеше, меѓутоа сега се јавува во улога на курир на Кондоминас, кој е еден од овие играчи големи во рамки на Грција. И сега за препастувачки човек кој бил порано шеф на ДБК да се јава во улога на курир да пренесува пари. Самото пренесување пари исто кривично дело. Така. Да, ти може би мали пиштол некај, не знам. Да. Не, дефинитивно имаме ситуација во која се открива дека ајде за ДУИ не е никакво чудо, не би очекувала нешто повеќе. Ти одати во Атина на средби издвоено од владата. Секогаш и во време на сезином мала да и во време на Бакојани кој беше. Нели ние постојано ја кажувавме работа дека Бакојани иде или тезата или стратегијата дека Бакојани се среќа тогаш со Хашим Тачи да изврши притисок врз Али Ахмети како би можело да се омекне македонската позиција за името. Да. Они извршиле сериозен притисок, тежок 5 милиони евра. Излигува дека грчки бизнисмен кој што сигурно претпоставам се работел со грчките безбедносни служби, имал материјални докази дека ги имал корумпирано највисокиот врв и на СДСМ и на ДУИ во тоа. Емануел Малелис Маноли, мој десна рака на Кондоминас, мислам се, нели? Знаеме во кои се улоги беше вклучен и вмешан Емануел Малелис Маноли. Така да, моментот кога СДСМ, ајде, ДУИ не очекуваме ништо друго, ама кога СДСМ го минува стават по спорот зимето таму некаде 2007 година, ајде буквално година и пол-две откако ги земало овие тешки пари од кои што на пример тие пари се од македонските граѓани, значи можеле да најдат некој друг начин, можеле преку некоја друга држава, преку Луксембург, поименам. Они ги пуштиле преку Кипар, преку компании на Кондоминас. Таму се наведени компании, 5 компании преку кои што парите не биле пуштени, но се дадени како предлог, за кои што се вели меѓу себе унгарците разговараат да видиме кои од овие компании се македонските, кои се албанските. Фактички ми си имале по рамковен договор. Да, си имале Кипар компаниите по рамковен договор ги отварале. Да, 5 компании се можеби 3 се на СДСМ, 2 се на ДУИ, отворени на Кипар. По Бадентер. Да. Значи не може да префрлат пари од трите ако не добиат согласност од двете. Денес на теренот ни се случува на вистинска војна, но тоа полициско и разузнавачко подземје на територијата на Балканот, сега сконцентрирано на просторот на Република Македонија. Гледате дека не исти луѓе, почитувани гледачи, почнувајќи од Верушевски, Богоевски, можеби Павле Тренов, ни се повторуваат и ни се ротират во разни форми, на разни функции и во разни афери изминативе 20 години. Еве да прифатам се што зборите. Вие гледате дека не исти личности изминатите 15 или 20 години. Богоевски, Верушевски, Павле Тарнов се провлекуваат во сите можни афери во рамки на Република Македонија. Не велам од која политичка провиненција, но нивните имиња се провлекуваат во сите можни афери. Од 80-та, некаде 88-89 година, па ајде да речеме прислушкување, праење на политички партии, растурање кој што велат на ПДП, атентатот на Киро Глигоров, една афера прислушкување, втора афера прислушкување, сегова афера Телеком пари носени 5.000 евра, како што велат, во 2 рати. 5 милиона евра. 5 милиони, да, со 5.000 евра, тие не одат, што се вика, ни до солуна кафе да пијат. Че гледате, не исти имиња. Јас не можам поинаку да го разберам како една класична пресметка на тоа разузнавачко подземје во Македонија со поддршка на одредени соседни држави или држави во окружението. Секој општество треба да води голема грижа околу кадарот во разузнавачките служби, околу раководителите во службите, од правец на контролирање за време на работењето. Доколку еден систем е така правно конципиран да не остава простор за можни манипулации, апсолутно ние не би зборувале сега за ова што вие го зборувате. Од она голема четворка на ДУИ, кој гравитираше околу Али Ахмети, половина веќе се надвор од фокусот или орбитата на блиски политички релации со Али Ахмети. До Али Ахмети остана само Муса Џафери, сега се пука и по Муса Џафери и сценариот е многу јасно да биде изолиран на политичката сцена или оставен без своите пријатели Али Ахмети. Ако се докаже дека најблиските луѓе околу Ахмети му го вртат грбот или се корумпирани, тогаш Али Ахмети ќе биде лесна политичка жртва. Сега се пука по третиот по Муса Џафери. Значи никој сака најтесното крукче или круг околу Али Ахмети да го елиминира. Свесно или несвесно? Јас не гледам тука дека е несвесно, мислам дека е стратегија. Може ли тоа да му се случи сега на Али Ахмети? Дефинитивно може тоа да му се случи. Инаку луѓето кои ги споменувате вие, особено Муса Џафери,
еден од највлијателните, да се изразам дека е повлијателен од Али Ахмети у Дуј? Па добро, и во време на конфликтот 2001 година Муса Џафери, како што кажуваат луѓето што се разбираат од тие работи, бил задолжен за финансиите. Собирање на финанси, финансирање и така натаму. Па тој се јак, многу е јак. Тој што ги има парите, да, тој е појак. Пара на рака, мара за рака, значи тој што ги има парите, тој диктира и услови. Да. На крајот на криштото Обама е порази Хилари Клинтон во таа нивна внатрешна председателска трка поради поише пари, а не поради тоа што е пубав или попаметен можеби. Се знае како се работи во политиката. А и тие што барат, гледам во последно време, споменуваат некои реформи после 14 години дебакл, зборам за кај албанците, мислам на Дуј. Вербално ја барат таа реформа. Реформата со истите луѓе нема да се случува. Со истите играчи не можете вие да направите некоја реформа од надвор. Сте биле дел од екипата, не сте направиле реформа 14 години. После 14 години, кога веќе станавте некоја политичка фигура или некоја јавност, сега барате реформи и тоа надвор. Мислам од трибините сакате да се изразам со фудбалски жаргон, од трибината сакате да давате гол. Тоа не може. Некаде 2010 година она афера Ибар, Мама, Стрелец и Вујко. Сите луѓе околу Али и самиот Али Ахмети. Тогаш нели беше исто така одредена теза дека структури на УДБА и на КОС се покаже дека човекот кој нели ги пуштил тие документи во јавноста бил вработен во македонските структури на УДБА, работа за раздебитување на Дуј. Меѓутоа ако седнеме да видиме, Зимо Стрени веќе не е со Али Ахмети. Неговиот Вујко Фазли Велија веќе не е со Али Ахмети или не е барем појавно блиско до Али Ахмети, дава одредени стави кои се потврди од ставовите на Али Ахмети. Сега на удар е третиот од таа четворка која е со таа афера пикирана од страна, дали на српските или некои други служби, јас не можам да дефинирам докрај во овој момент. Значи третиот останува последниот АА. Човекот со иницијали АА. Така. Наоѓате ли некоја врска? Може ли тоа така во некој пакет да се стави? Не знам. Значи документите се објавени од САД во рамки на процес кој што си има своја динамика. Значи тука за нивни внатрешни прилики. Па не знам колку може котирање на Њујоршка берза. Да. Тоа е основата, не си ги штитат интересите. Тики САД на пример еден процес веќе истурка во кој што нивните имиња се заштитени. Ете зашто е прашал господин Чилманов. Сега се обидам малце да изненсираме целата работа, да ја излечиме нели од тој контекст СДСМ, ВМРО, ДУИ и така натаму, пошто мислам дека е малку поширок. Говориме постојано за Маđar Телеком, меѓутоа тамо главна е Deutsche Telekom. Апсолутно. Германците. Се сеќавате пред 6-7 години БНД и конфликтот на БНД со Хашим Тачи во Приштина, која неколку агенти на БНД беа уапсени од Хашим Тачи. Да не е покрупна малци играта. Не, дефинитивно, значи, но почната премногу рано и долго време беа криени овие документи, например, во Црна Гора се уште не им ги даваат. Во еден момент Ама пробуват на Мило да му направат протести врз база на тие документи. Да, ама не ги даваат. Еве американскиот суд ги крие документите, да. Има само прашање врз основа на кој што може да реконструираш отприлика како изгледаат тие доказни материјали. Но квалитетот на материјалите што се објавени за Црна Гора е многу послаб од нивото на квалитетот на материјали што се објавени за СДСМ и за ДУИ, затоа што во еден момент Американската комисија за хартија од вредност се откажува од гонење на Никој кој да сака реално да го направи слаб Али Ахмети. Да. Не е исполнил ветувања, ветил нешто, не направил, не знам. Но очигледно сака да го направи слаб, бејќи знаете, ако го Зимо Стрени заминува, тогаш ореолот на 2001 година некој полека почна да му го крчми, да му сукцесија да му прави на Али. Тој ореол ќе му го зема во Куманова да успееше операцијата како што била замислена, како што беше замислена. Да успеа да окупираат тој дел и да прогласат република, не знам, територија. Или не морал да него да биде едно мачно пукање кое трае 2 недели, 3 недели, нешто како Рачиново и после да ги седнат. Фактички тоа е неговото сценарио за доаѓање на власт, така да. Тогаш и договорите во Пржино ќе беа сосема поинака. Апсолутно. Значи тој ореол ќе го изгубеше во Куманово и фактички наши деца гинеа за да се спречи нели повторување на 2001 на неговиот начин Али Ахмети за доаѓање на власт. Вие бевте шеф на воено разузнавање. Значи служба која е наследничка на КОС на поранешна СФР Југославија. Мокна служба беше тоа?
со битни, ајде да речеме влијанија, со битни релации тука, со битни соработници тука во Република Македонија? Ајде ги поставиме работите во колосек. Значи една разузнавачка служба ќе биде толку моćна како вие што велите и влијателна, како што ќе биде поставена во самото општество. Се зависи од политичкиот врв. Знаете дека во странскиве западни служби со кои соработувавме, процесот на работа и действување на службата пред се е одлука на политичарите. Тоа е тој НАТО циркал. Значи, во тој НАТО круг што вели разузнавањето, првин се прибираат заканите кон државата, кои се детектираат, се прави анализа и се предучуваат на политичарите. Но тоа све фино, убаво го кажавте. Да, меѓутоа да го завршиме ова прашање. Некако ова мора да го спроведеме. Све конкретно ќе прашам. Вие велите, еве не сте го читале тоа досие Ибар, меѓутоа дали сте посетиле таа река Ибар, барем риби да ловите таму? Па како помал со татко ми кога патувавме за Црна Гора, беше прекрасна река. И што река, што карактеристика на таа река Ибар? Што врска има со сега вие асоцирате на ставениот псевдоним на лицето кое е било соработник, меѓутоа за такво нешто, колку што знам во нашата јавност веќе се расправаше. Господинот Таджиев ги отврли амблок ги отврли доставените до комисијата податоци кои беа во досијата затоа што биле фотокопија. Зошто сега се пука во Али Ахмети и во ДУИ, кога не успе стратегијата и сценарието да биде фрагментирана ВМРО ДПМН, тогаш втората цел или втората стратегија тоа да се прави преку ДУИ и на тој начин да се влие на политичките процеси во Република Македонија. Партија формирана од НАТО, нели условно речено. И сега нели гледаме во живо. Тие први удар. Така, да. Тие први од американска администрација. Она што се вели дека американците ќе ти искористат и ќе те пуштат низ вода, во моментов, значи буквално пред очи го гледаме. Да, на очи гледаме како ги растураат, ги горат своите инсталации во Македонија. Револуцијата ги своите деца. Да, што треба да се размислат тие денеска што се на власт работат и кои што се надеваат дека Вики Нуланд ќе ги донесе на власт или дека Джес Бейли ќе ги донесе на власт, би требало да се размислат. Гледате, значи са таа формулација на Али Ахмети која дава дека странски служби ги растурат, всушност нив ги растура во наводници главниот играч во НАТО, кој ги направи политичка партија, и седна на масата после рамковниот договор, им даде можност да формираат политичка партија, неприкосновен лидер. После Јосип Брз Тито никој не е 14 години на власт на овие балкански простори, јас не се сеќам, ни Милошевиќ не бил толку, било некаде 86-7 до 2000 година, ако победи на овие избори Али Ахмети ќе биде 18 години на власт. А гледате сега тука, всушност партнерите кои го формираа и го пуштат можеби малку низ вода. Не малку, значи буквално даваат материјали од кои што јасно се гледа дека нели со печат од американски суд заведени како доказен материјал, пресретнати од FBI, значи FBI ги истражувало. Сега не знам, јас претпоставам дека американците овие материјали ги користат за дисциплинирање на своите непослушни играчи во регионот, но нели тоа престанува во моментот кога тие документи ќе бидат објавени на интернет и кога секоја будала ќе може да ги домодира и да ги преобјави. Кога беше ова аферата Шпион, ние бевме помалку изненадени што имат интерес, да речеме, маđарите и грците да купуваат информации за наши политичари или наши политички прилики во рамки на Република Македонија. И нели, ајде за грците знаеме, имаме проблем со името, но маđарите ни се пријатели, нели, маđарите имат еден став кој е многу позитивен во однос на името Македонија и така натаму, што би биле заинтересирани маđарите да купуваат информации, кога сега со оваа афера, да речеме, ние точно гледаме дека целиот тој композит на луѓе на информации кои се праќале према Унгарија, всушност биле праќени во една единствена цел, да имате информација што се случува. Меѓу другото треба да има предвид дека во тоа време друга администрација е и во Унгарија и во Македонија, така да нормално е дека сакаш да знаеш што правил претходникот. Претпоставам нели од гледна точка на унгарците, така да сакале веројатно да знаат кога веќе имаат афера и во Хрватска, нели, Санадар, СДСМ на глава ни се качува таа санадеризација, сакаат да му импутираат на ВМРО и веќе ги излигува дека СДСМ земале пари од унгарски компании. Интересно дека и повторно маđарите се во клучните афери за Санадер. Подравка, МОЛ и така натаму и така натаму, значи и таму маđарите се вклучени во клучните афери, освен Хипе Алпе Адрија, нели, која е австрийска, нели, некоја линија, другите се све маđарски линии во Хрватска. Таа порта за Балканот, тие први влегле заедно со словенците, нели, први, како што и Словенија голем број афери имаше и во телеком сферата, и во НЛБ, нели, поради своите инвестиции на Балканот, така и унгарците, тоа им е одбраната, значи они велат ние дојдовме да тераме бизнис на Балканот и сега
Тоа се правилата на терење на бизнисот, така да, например, овој документот во кој што се спомнати Али Ахмети и Муса Џафери е заведен како документ на одбраната, не документ на обвинителството. Мек стомак ли Али Ахмети? Има ли контрола на ситуацијата или може преку него да се прави форми на дестабилизација во Македонија, ако се сака? Албанците промени не ги прават. Не ги прават. Еве да земем на пример ПДП, го спомнам. ПДП никогаш не изгуби од ДПА. Иако ДПА беше модел на опозиција албанска во Македонија, зборам. Никогаш. Вие сте слични кod црногорците. Тамо промена на власта не е случајна, што се вика од кнезот Никола. Тој што владел дока не умри. Баш ова сакам. Кај албанците промените се радикални. Како што се случува 2001 година. Радикално. Интересно е, почитувани гледачи, дека секогаш информациите што ќе се случува во Македонија, посебно во делот на тие можни конфликти по таа меѓуетничка линија со албанците, ги добиваме од Белград. Така беше 93 година во таа афера Паравојска или можното прогласување или рида во Западна Македонија. Така беше и 2001 година и со Рачиново, така и денес со ова што се случуваше во Куманово. Меѓутоа, за разлика од сега и тоа што се случи во Куманово, еве како ние кљакаво се справивме со таа криза 2001 година. Полицијата на СР Југославија во време кога 2001 година во Македонија се случува тој конфликт помеѓу македонците и албанците. Има една легендарна средба или една посета на Љупчо Ѓоргиевски за која сум и говорил нешто и сум снимал, делови од тие интервјуи сум пуштал во мојата емисија. Кај што се вели дека на таа средба која Љупчо Ѓоргиевски има со Зоран Џинџич присуствувате и вие, и дека на маса на Љупчо Ѓоргиевски вие му ги ставате сите можни податоци. Кај се тие терористички гнезда, со какво оружје располагаат, каде се можните места кај што ќе нападни, така натаму и така натаму. Дека српската полиција или тогашната полиција на СР Југославија ги има сите тие информации, му ги давате на Љупчо Ѓоргиевски и ништо не се презема по тоа. Дали е точно, дали има таква средба? Апсолутно е тачно. Све, ја и дан данас не могу да веруjem да након тих информација македонска власт, Љупче као премиер Македонија у том тренутку nije uradio očigledno ništa važno da bi sprečio to što se desilo. To je bio jedna hibridna informacija i službe bezbednosti, i policije, i vojne službe koje smo mi imali u tom trenutku. Praktično scenario šta će da se desi. Sa mestima gde se to... Ja se sećam i nekih sela koja su tu bila pominjana, tačno gde su magacini oružja, ko su vođe tih bandi koje će početi. Samo je bilo pitanje da li će to početi za 5 dana, 15 dana ili mesec dana. Ja sam to predao vašem tadašnjem premijeru, bio je ručak na Dedinju u klubu poslanika u Tolstojeve, gde smo bili pokojni Đinđić i ja, i ne sjećam se ko je još bio pored makedonskog premijera. Ja sam to dao sve i rekao sam. I praktično sam ispričao deo toga što piše u tim podacima. On mi je rekao, mi to znamo. Ja sam rekao, odlično. Odlično. Znači, još bolje da vi to znate. Ali kad je počelo nakon, ja mislim, mesec dana, sve se odvijalo upravo onako kao što smo mi predvideli, a reakcija makedonske države apsolutno je bila takva kao da nikad u životu nisu čuli da se tako nešto sprema. Tako da nije moje da ja analiziram ponašanje makedonskih političara, to je posao za vas, za makedonske medije i za makedonske građane, ali to je nešto, verovatno, jedna od najčudnijih stvari u mom političkom životu. Takvo odsustvo reakcije na jedan vrlo jasan, proveren bezbedonosni podatak koji je dobio neko. Se osjeća, ne li? Definitivno дека се осеќа и дефинитивно дека некои челници на некои си партии имаат соработка и тоа голема со тајни служби, особено овие што се, да кажем условно, антиалбански настроени од Србија, има дефинитивно. Нели, бидејќи сите информации ние ги добиваме од Белград. Дефинитивно. И, не знам, Смилковско езеро, и војните. Мислам, сите информации се добиваат од таму. Еднаш е случајност, два пати може би е случајност, но трет пат треба да биме глупи, за да веруваме у случај. Спомнувам уште инцидентот од Куманово. Ние како новинари повеќе информации имаме од медиумите у Белград што се случува у Куманово. Од Блиц, например. Дефинитивно.
дали некој или некои одвнатре или однадвор, странски служби или политички субјекти сакаа од Куманово пред 6 месеци да направат ново Рачиново и тоа подоцна да биде искористено како каписла на маса се постават нови прашања, нови барања за ново рекомпонирање на македонската не само политичка, туку секаква сцена. Јас Куманово, оваа акција што Куманово ја споредувам со акцијата Рачиново. Иако во Рачиново тоа траеше повеќе денови и беше на таква кљакава акција, која на крај всушност придонесе да се дојде до еден рамковен договор, да се седни на зелена маса и да се договори тој рамковен договор, ова акција во Куманово која вие ја проблематизирате, која изрековте во јавноста одредени критики на адреса на таа акција, на луѓето кои спроведат таа акција, заврши експресно во рокот некаде 24 часа. Ако не беше таа акција, по мене мислам дека политичките процеси во Македонија кои да бидат сосема друг правец. Имавме некој нов Али Ахмети, некој нов херој на некоја војна во Македонија и имавме некој нов рамковен договор кој имаше многу поголеми барања и поголеми ингеренции ке бара одредени малцински групи од тоа што го бара 2001 година. Зошто според вас смета дека таа акција во Куманово е нарачана и е режирана? Значи, секојаш може да зборуваме врз основа што ни е достапна информација и врз основа на таа да правиме сериозна и издржана анализа. Сепак ова се јавни емисии, имаме јавна одговорност пред слушателите ваши и гледачите нормално. Значи, јас велам вака. Целта на една разузнавачка служба е пред се да прибира информации за заканите по државата, како што беше и ова ситуација, и да превенира. Значи, превенирањето е примарната дејност на секоја разузнавачка служба. Значи, тој момент ние овде го немавме во Куманово. Значи, групата веќе беше стационирана. Значи, такво инфилтрирање во една урбана средина... Што сакате да кажете? Сакам да кажам... Дека е режирана таа акција? Не сакам да кажам, значи зборувам предпоставено дека секојаш... алудирате дека е режирана, се извинувам. Не алудирам, апсолутно, него кажувам од науката за тероризмот, сето она што е напишано до денеска, значи што представува неразјаснета околност. Не може терористи да влезат, не е познат случај во светска историја, да влезат во една урбана средина каде што немаат простор да се излечат, немаат подршка од местно население и она најбитното немаат подршка од меѓународна заедница. Значи некој свесно влегол да оди на кланица. Тоа не можам да го разберам. Можеме да ги дефинираме овие три точки што кажете? Апсолутно. Велите, нема подршка од местно население. Да. Апсолутно имаше подршка од местно население. Инаку тие не ги избркаа луѓето од куќите, ги купија куќите, ги фортицифираа куќите. Значи беа тука, беа присутни, им снимаа кај се полициските сили, им ставаа на Facebook. Апсолутно, да немаме никаква дилема. Тоа се случуваше во дио население. Тој не се извинувам, тој на второ велите влага у населено место и не може да се излечи. Па и у Рачиново влегува у населено место. И не може да се излечат бидејќи рамничарски дел. Да, таму имаше меѓународна интервенција за излекување, колку што знаете. И овде го очекува истото. Под интервјуто на Али Ахмети гледаме дека го очекува истото. Колку што... Зашто ги проблематизирате тие работи? Не ги апсолутно проблематизирам. Една цела екипа на луѓе проблематизираат нешто што можеби нема. Прво да ви кажам дека јас живеам во таа дива населба. Значи ова безбедносна појава беше воочена јавно неколку дена пред да се случи. Не можам да кажам дека граѓаните да се соберат на едно место. Како? Може чекале да се соберат на едно место, за да можат на купче да ги елиминират. Тоа истрагата ќе покаже кој се уште е во тек. Меѓутоа, она што го забележува граѓаните, а не го забележуваат безбедносните служби, тука е тој проблем. А може го забележат и велам чекат на купче. И што сакаат да дојдат тука, па после да ги елиминират на купче, тоа е една предпоставка која не држи вода. Па вие сами рековте дека не би влегле во населено место бидејќи е тешко за излекување. Ако влегле во населено место, тоа лесно може да бидат елиминирани. Може би тоа е логиката. Значи вака, господин Ефтов, едно основно да знаете, ако ги подценуваме нашите непријатели, да кажеме во таа ситуација, тоа се терористите, во дело дека ние се знаеме, тие ништо не знаат, ја губиме во старт битката. Значи мора да ги почитуваме и да размислуваме како тие што размислувале. Се закопани до гробот на Ибрахим Рогово Косово со сите војни почести. Значи тоа не стана збор за... Тоа е друг дел од приказната за која веќе зборувавме еднаш. Не стана збор за канта тропа, не стана збор за канта тропа. Именуваме темите, дај да се вратиме на темата. Истите играчи да одговорам на, ќе кажеме и за играчите, не е тоа проблем. Меѓутоа ви одговорам на прашањето. Значи, ако некој доаѓа, вие велите местна подршка. Значи, она што го чувствував, значи, она што со моите пријатели, со граѓани, соседи мои албанци, пошто таму живеам цел век со нив, значи, такво нешто не се почувствува. Не беше иста ситуацијата 2001 кога се пукна во Липковско. Значи, тогаш сеќавме, ние граѓаните го сеќавме тој расцеп меѓу по национална основа. Сега немаше национална основа. Колку се сеќа... Се собра таму и свирија по полицијата. Како немаше? Ги кажува котите на полицијата. Но еве имам едно конкретно прашање. Еве, акцијата е режирана.
Загинати се 10 терористи. Имате ли логичен одговор како се определува кои од тие терористи ќе бидат загинати? Влечат шкорчиња. Па ќе речат, вие 10 ќе загините, на вашите семејства ќе им дајме пари кои што пишуваше српски блиц, стварно вие ќе бидете умрени, ама вашите семејства убаво ќе живеат. Јас се надевам дека еден ден ќе има истрага и истрагата ќе потврди дали вашата теза е исправна, дали мојата теза, дали на другите што шпекулира. Проблемот во Македонија е сосема друг. Значи, за сите вакви тешки проблеми безбедносни во државата, прогласивме десетина терористички акти во Република Македонија. Секогаш истрагата е во тек, никогаш не го добивавме вистинскиот одговор. Значи, толку многу време мина од тогаш, колку се сеќавам, тогаш политичарите излегоа со изјава дека за куст период ќе слушнеме што се случи во државата. Никогаш не слушаме до сега. Слушаме дека подигнати се обвинителни акти, предпоставам дека презумпција на невиност и нели во интерес на истрагата нема да се објавуваат одредени моменти, меѓутоа еден ден секако дека ќе дознаеме се што се случувало. Ја кажувам само параметри, врз основа на кои параметри нешто не е во логиката на изведување на еден терористички акт. Меѓутоа загрижува и косовските телевизии, КОХР, колку пати излегува нивните разговори таму јавно на телевизија, од наша страна нема ни демант дека е тоа точно, дека е разговарано со наши представници на служби, дека не е разговарано. Косовски телевизии и медиуми излегува со многу снимени разговори. И сите велат дека станува збор на вистина за терористи и за одредени криминални групи. Ама ако има толку снимени разговори за сите тие терористи и криминални групи, што не уапси еден на косовска територија. Еден не е уапсен. Не само што не е уапсен, погребани се ко национални херои. Значи не можеме да се правиме наивни и да велиме дека тука нема позадина одредена политичка, разузнавачка, на наши, локални или на странски разузнавачки служби. Куманово требаше да биде тоа што беше рачено од 2001 година, да немаме дилема. Требаше нов Али Ахмети кој требаше да постави на маса тоа се одредени барања. Ваши предпоставки кои треба да ги подкрепиме со докази, секојаш сакам да дебатирам и со аргументи да донесеме заедничко. Можеби ја не сум прав, можеби сте вие во право. Меѓутоа треба да имаме реални аргументи, не само да ја кажеме приказната. Значи она што е многу битно, прашавте за лицата пред малку, нели? Вака сега. Оваа групација, овие лица, некаде како безбедносен проблем се јавуваат уште 97-8 година во делот на подготвување на она што се случуваше на Косово. Значи сите безбедносни служби во регионот, овие лица им беа таргет. Значи лоцирани. Значи уште од тогаш се таргет. Па потоа доаѓа инвазијата Косово, војната, нели? 99-та. Да. Тогаш, значи, исто така се предмет, веќе стануваат предмети на оние кои се присутни странски служби во регионот, НАТО службите, пошто имаа своји војски, бидејќи беа изакана и кон нивните единици. Потоа имаме еден полабав период после 2002 година, меѓутоа тие и натаму останаа предмет на службите затоа што во Косово беа стационирани големи воени сили на НАТО државите, така? Значи, овие лица се појавуваат во 2001 кај нас. Ама апсолутно. Во Липковскиот крај се појавуваат и тоа беа команданти. Овие нацисти така натаму. Еден голем број, сега да не ги именувам сите. Значи сите беа учесници во војната во Кумановскиот регион беа стационирани. Дури во присутните. Па дури и после тоа доаѓа, па нели имаше закон за амнестија. Значи доколку немаше закон за амнестија на албански тајни служби во таа група. Тоа нели го кажа нашите официјални органи. Да, тоа е точно, меѓутоа во кое својство. Ако така е, како што кажуваат, значи тогаш е атак директно од државата од која тие доаѓаат. Ако се Има индици, господине Пиваров, дека можеби дел од нив учествувале во овие операции во Сирија, во овие борбени дејства во Сирија, бидејќи тоа беше, ајде да речеме, на фонот на целата акција и такви работи имаше во медиумите. Тоа го слушнавме од странскиве телевизии, значи пред се од белградскиве телевизии, од косовскиве телевизии, дека одредени лица се и учесници во, како се вика, во ИСИЛ, на Блискиот Исток. И тоа не беше тајна. Не е тајна дека тие имале дебели криминални досија за многу тешки кривични дела, шверц на дрога, оружје, проституција на Косово, уцени, ликвидации, убиства. Значи се уште тие постапки на Косово се во тек. И она што го прашавте за Косово се погребани со најголеми почести и така, уште тогаш ја го кажав моето мислење, значи секако дека ова е, ако државата стои зад ваквите лица, ние имаме сериозен проблем, меѓутоа од македонска страна немаше ниту демарш, ниту еден званичник, не каже ниту еден збор за постапките кои ги спроведе Косово. Секогаш сум тврдел дека на крајот политичките кризи или ферментирање во рамки на албанскиот блок во Република Македонија
ќе завршат со формирање на одредена мека верска партија, многу слична на партијата на Тајип Ердоган во Турција. Протестите 2012 година, поврзани со Монструм, тоа го покажуваат некаде 10 до 15.000 луѓе секој петок, после тие петочни молитви во скопските џамии доаѓа и протестира пред македонската влада, а подоцна ги кршеа седиштата на Дуи во Чаир и во Тетоа. Меѓутоа, фактот дека постои една такво незадоволство, кое може би верски инспирирано или водено од луѓе кои имаат одредени верски реминисценции и верски врски во рамки на Република Македонија и пошироко во регионот, остава простор за сомнеш и за анализа дека може би таа политичка криза во Македонија на крајот ќе заврши со формирање на мека верска партија на чие чело би биле одредени меки верски фундаменталисти кои подоцна странските служби многу полесно ги контролират. Дали може тоа да се случи во Македонија? Не, дефинитивно не. Имаше најава дека Ердоган ќе прави таква партија. Да. Па таа партија не се покажа многу мокна. Да, не може. Мислам по таа линија нема ни расположение кај албанскиот електорат да поддржува таков политички субјект по верска линија. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив. Клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Zinajko German Lemonade. Јас сум Васко Ефтов, ова беше емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Не се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.